Во ова издание на Newsflash ке гледате. Украина ја отфрли понудата на официјална Москва за хуманитарни коридори кои водат кон Русија и Белорусија, најавени нови преговори. И додека рускиот конвој околу Киев и стотици илјади украинци бегаат од земјата, нова итност во Вашингтон да се превземе акција. Досега повеќе од 1,5 милиони бегалци ја напуштиле Украина според поатоците на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Иван Чанаумовски. Украинските власти предупредија дека Русија можеби се приближува кон завземање на Киев, додека руската војска го објави најновиот план хуманитарни коридори за цивилите затекнати во нејзината инвазија. Во соопштението од Министерството за одбрана на Украина се обвинува Русија за кршење на меѓународното хуманитарно право со гранатирање цивили и за создавање хуманитарна криза. Русија по ваквите обвинувања излезе со свое соопштение. Во соопштението на Руското Министерство за одбрана се вели дека за хуманитарни цели руските сили ќе прогласат режим на тишина, почнувајќи од понеделник за да се отворат коридорите за луѓето да го напуштат Киев, Харков, Суми и Марипол. Некои од коридорите ќе имаат луѓе кои ќе одат во Русија или рускиот сојузник Белорусија. Во соопштението се додава дека овој потек е одговор на директното барање на францускиот претседател Емануел Макрон до рускиот претседател Владимир Путин. Украинските власти го отфрлија рускиот план. Повеќе од 1,7 милиони бегалци ја напуштиле Украина според поатоците на Агенцијата за бегалци. Третата рунда преговори меѓу Киев и Москва треба да се одржи в понеделник, а украинската и руската делегација досега се сретнаа два пати во Белорусија. Украинскиот претседател Володимир Зеленски во видеообраќање ги обвини руските сили за намерно убиство и рече дека секој што извршил злосторства ќе биде казнет. Литванскиот претседател Гитанас Наузеда во понеделникот рече дека непромислената агресија на Русија против Украина покажува дека таа е закана за безбедноста на Европа и НАТО. Токму поради тоа Блинкен патува во Летонија и Естонија со обид да се уверат групата членки на НАТО и поранешните советски републики во посветеноста на алијансата за нивната одбрана. Најавата на американскиот претседател Џо Бајден дека САД да воведат санкции за руските олигарси и да го затвори воздушниот простор за руските авиони наиде на пофалби од демократските членови на Конгресот, но некои републиканци сакаат уште построга акција. Додека рускиот конвој околу Киев и стотици илјади украинци бегаат од земјата, нова итност во Вашингтон да се превземе акција. Време е да го направиме потегот за целосно да ја затвориме економијата во Русија и да помогнеме на украинската одбрана. Пред инвазијата американските законодавци не можеа да постигнат компромис за двопартиски санкции, оставајќи ја Белата куќа да воведе финансиски санкции против Русија со извршна наредба. Сакам да му оддадам признание на председателот за соработката со нашите сојузници, кој презентираа обединет фронт против Путин. Ако намерата на Путин беше да го подели НАТО и Западот, тој напротив ги обедини. Некои републиканци го критикуваа Бајден дека не е доволно цврст према Кремљ за да спречи криза, но сега има двопартиско единство за усвојување на пакет санкции. This is maybe the most effective thing we can do. Ова е можеби најефективното нешто што можеме да го направиме. Да им дадеме до знаење на генералите во руската армија дека ги следите наредбите на Путин на ваша одговорност. Во конфликтот на Балканот беа обвинети 161 лице, од приватници до премиери, вклучително и генерали. Сакаме светот да се собере околу владењето на правото. Има и повеќе предлози во Американскиот конгрес за хуманитарна и воена помош за Украина. Не само оружје, не само пари, туку и разузнавање. Треба да им помогнеме колку што е можно повеќе без да ја преминеме границата. Истражувањето на јавното мислење покажува дека повеќето американци не сакаат да видат војници директно вклучени во конфликтот, загриженост што ја повторија пратениците. Мислам дека тоа сигурно би ја влошило ситуацијата. Поставување зона на забранети летови опција, но знам дека е комплицирано. Владимир Путин тоа може да го свати како објавување на војна.
Првата членка на Конгресот на САД родена во Украина се согласува. We are not going to go in the war. Ние нема да одиме во војна. Немаме обврска по членот 5. Можеме да направиме други работи, хуманитарен коридор или безбедни премини, да обезбедиме луѓето кои можат да се евакуираат, да не бидат убиени при тоа. Спарц за гласот на Америка рече дека е време Вашингтон инвазијата на Украина да ја свати како војна и геноцид. Според украинската гранична полиција, над 120.000 луѓе ја напуштаат земјата дневно. Според Канцеларијата за бегалци, оваа бројка денес достигна до 1,7 милиони кои ја напуштиле Украина. Ова е Шигини, село во западна Украина. Колоната автомобили е околу 30 км долга до полската граница. Луѓето кои се обидуваат да ја напуштат Украина имаат две опции. Или да чекаат на ред, или да ги остават своите автомобили и да одат пеш. Перед цим казали, што Слушнав ке бидат потребни 24 часа да се чека во ред, но тоа беше кога колоната беше 6 километри, сега е 30 километри. Доаѓаат луѓе од цела Украина. Од Киев, Житомир, Миколаев, Харков, Кривој Рог, како и од Лвив и Ивано-Франска. Нас почалася бомбежка. Почнаа да бомбардираат воени бази. Не се чувствуваме безбедно. Решивме дека е време да заминеме. страшно нам. Страшно е. Доаѓа ноќ и не можеме да заспиеме. Исплашени сме. Со комбиња се прави постојано префрвување меѓу селото и границата. Превозот е организиран специјално за жени со деца. А Зоја Апостоловска од Киев успеала да го напушти градот и да се засолни на сигурно. Во разговор за Гласот на Америка вели дека незините пријатели и роднини кои се уште се во Киев и Харков се без храна и лекови. Мики Трајковски има повеќе. Јас моментално се наоѓам во централна Украина, кај што живеат моите родители, ама моите роднини останаа во Киев, некои се блиску до Киев и се во голема опасност и ние сите многу стравуваме за нив, затоа што не знам што викаат по вести, ама не беше побезбедно вчера, барам ние имаме слушнато и авиони што лета, имаше многу сирени и предупредувања низ сите градови, низ Украина, дека сите треба да трчат во подруми, нели да се кријат. Тетка ми едната без вода, без струја, без ништо. Вторите во Киев исто седат во подруми и така. Имам многу пријатели во Харков кои исто под голема опасност, таму нонстоп бомбардираат, нонстоп има стрелба, сите седат во подруми, сите имаат мали деца. Може да и почнат да имат проблеми со вода, со храна, со све. Знам истории кога седат деца со температура, што немаат ни лекови, ни ништо. Да, една од моите пријателки, ние имаме група од школски што заедно учевме во универзитет, јас студирав во Харков и таму сите пишуваат што се случува таму. На едно од девојчињата, таа на 24 беше во Чугуев, тоа е градче блиску до Харков, кој што го бомбардира русите на 24, беше кај баба и да ја посети. И кога падна, дали ракета, дали бомба, не се разбирам, близко 6 метри до зградата, сите прозори им излетаа на кај нив. Фала Богу преживеа, пола стан им е разрушен, избега од таму. Многу има луѓето што бегаат западна Украина, многу има луѓе што бегаат Полска, Румунија, кај што можат да влезат и низ Украина се движат низ региони, се трудат да побегнат од таквите градови како Харков, како Киев, поголеми што се под голема опасност. Кај нас близко е Херсон, Николаев, исто таму се веќе неколку дена има стрелба, има бомби, има се од таму бегаат. Кај нас во град има иселеници, собираме храна за нив, донираме за иселеници, за војници, за сите. До крај не очекувавме, до крај. До моментот сабале кога слушнав како паѓаат бомби во Киев, не мислев дека тоа може да се случи. Никој не очекуваше. До крај не верувавме дека ќе се осмела, дека такво нешто може да се случи во 21 век од страна на држава која се декларира како победник на фашизм. Не верувавме, уште не можеме да поверуваме дека тоа не се случи. Последната информација е дека започна третата рунда преговори помеѓу Украина и Русија. За деталите следете на социјалните мрежи. Го гледате Newsflash, од мене толку пријатно.
Thank